Денови во Политика беше објавен еден список со атрактивни наслови на филмовите што доминираат во нашиот филмски репертоар. Еве го Сабата, готов си. Ме викаат Алилуја. Портретот на една нимфоманка. Близначки на злото. Джанго не знае за милост. Перверзна приказна. Долгите дни на одмаздата во знакот на пиштолот. Проблемот на репертоарот и увозот на безвредни филмови е врзан за непостоењето општествена културна политика на овој план. Еден многу важен медиум во кој може да се реализираат етички, филозофски, социјални и естетски вредности препуштене на стихијата. Во таа примитивна стихија еднакво се третирани уметноста и кичот. Се разбира на штета на уметноста. Добрите филмови се губат во морето производи кои не ја кријат својата конфекцијска природа. На репертоарот на кината, добрите филмови не се задржуваат долго. Некои филмови наградени со Оскар не издржаани неколку проекции со по десетина гледачи. Публиката нема чувство за вредните филмови. Но со што ние ја насочуваме кон таквите филмови? Со што ги издвојуваме од конфекцијата? Правиме ли од прикажувањето на уметнички вредните филмови културни настани? Површното информирање и рекламирањето на лажните вредности неизбежно е врзано со логиката на поголема заработувачка по секоја цена. Другар Обрадовиќ, можете ли да ни кажете од каде волкав квантитет во увозот на филмови кои значат филмска конфекција, кои уметнички не значат многу? Видите, ja mislim da je glavni razlog primjedbi na kvalitet uveženih filmova prevelik uvoz filmova u principu. A drugo, što u tom prevelikom uvozu filmova samim tim smo prinuđeni da uvezemo i loše filmove. Tako da ti loši filmovi daju sliku češće naročito u programu kinematografa lošeg repertoara. Dolaze više do izražaja loši filmovi nego dobri. Мислите по вина на кинематографите? Jeste. Може ли да се говори за манипулација на гледачите од страна на прикажувачите? На таа линија дека еден човек одлучува предимно на економски, врз база на економски интереси и критериуми што ќе се прикажува? Па јас мислам дека може да се зборува веќе за во тоа. Скопје, мислам дека во внатрешноста може да се говори веќе за голема степен, затоа што тие веројатно не може да прикажат се. Постои разлика меѓу откупените... Veoma velika razlika, jer kad uporedite listu filmova koji su uveženi ili listu filmova koji se prikazuju, negativnija je slika filmova koji se prikazuju nego slika repertoara uvezenog filma. Jer često, nažalost, izvrsni filmovi kupljeni za prikazivanje Jugoslaviji nemaju podršku u kinematografiji. Другар Бозбокилос, кажете ми кои се критериумите врз база на кои го формирате репертоарот на вашата куќа Македонија филм? Па критериумите што се однесува до нашето предпријатие се, така да речам, традиционални, определени од подолг период време. Да имаме филмови од повеќе земји во светот, да имаме разноврсност по жанрови, да имаме филмови кои представуваат и вредност како уметничка. Голем дел од филмовите што ние сакаме да ги презентираме пред публиката не се наоѓаат на листите и на нашите дистрибутерски куќи, а некои филмови не се наоѓаат ниту во кинотеката. Значи не е точно дека нашите дистрибутери откупуваат се што е квалитетно? Не. Каков е односот меѓу оние филмови кои носат уметничка вредност и оние кои се исклучиво комерцијални или она што е конфекција? Сега, за жал, има можда повеќе тие, вие што ги нарекувате конфекција, можда е меѓу нив и шунт, заради тоа што во последните години, нарочно после 67 година, со порастот на бројот на предпријатијата кои се бават со оваа дејност и се зголеми бројот на филмовите и нормално при еден така зголемен број на увезени филмови опадна и квалитетот. Другар Кузмановски, како директор на градските кина, можете ли да ни кажете дали вашето предпријатие како прикажувач на филмови можеме да го сметаме во оние предпријатија кои се стопански или сметате дека тоа е културна институција? Нашата работна организација од основањето па до денес се третира како стопанска организација. Единствена стопанска организација која манипулира во односите као и останалите организации во стопанството
и нашата работна организација како стопанска организација која се бави изричито само со прикажување на филми. А добро, дали може да се говори за тоа дека сега во овие најнови општествени збивања дека градските кина со својата репертоарна политика, тоа со она што го прикажувале, што го превземале од дистрибутерите, дека вршеле една погрешна културна функција? Ова прашање не би можеле да го кажеме да е така за погрешна репертоарна политика, затоа што работната организација како што е Градски кина Скопје, истата основната дејност е била поред обврските, тоест оноа што треба да се оствари во бруто износот на финансирањето од остварениот приход од прикажаните филмови и начинот на набавката на филмови се стремела и да репертоарот биде онаков каков што е програмиран од страна на самите увозници на дистрибутерите. Jer работната организација како што е нашата не може да делува во смисел на одредување на репертоарот, бидејќи да е ограничен бројот на увезените филмови. Добро, морате да прикажете се што дистрибутерите ќе откупат, оние дистрибутери со кои имате договори, или можете да вршите селекција? Ово прашање е доста деликатно, затоа што бројот на филмовите недостасува. Да? Недостасува во одредената година, период. И второ прашање, не можеме да вршиме селекција, тоест да се ограничиме, да еден известен филм го не прикажеме, бидејќи да условите од страна на дистрибуциите или оние кои изнајмуваат филмови го врзуваат колективот да сакал некел мора да го откупи филмот. Да откупи целата целиот откуп на дистрибутер, целата листа на откупени филми. Да. А добро, дали овој квантитет на увозот и ова наголемување на бројот на дистрибутерите може да биде знак за тоа да заклучиме дека прометот со филмови, особено со шунт филмовите, е добар бизнис? Па не би можело да се заклучи така, поготово не во последно време, бидејќи тие нема такви економски ефекти како што има во прво време, бидејќи прилично се изживеани тие, меѓутоа секако на некои таа дејност им придонесуваше и за определена економска корист. Добро, доколку на една страна говориме за криза на гледачи, за тоа дека нема толку голема добит од дистрибуција и прикажување на филмови. Каде тоа стои на големен број на дистрибутерски куќи? Па сигурно да број дистрибутерских куќа е веќи од наших потреба. И због тога што е веќи број био е веројатно и веќи увоз, односно непотребно велик увоз. Али не на сите. И мислам дека е сватено, нарочно во последно време, да со еден, така да речам, несолиден репертоар, поготово еден репертоар кој испод ниво естетско и содржинско, кога донесува нешто испод, така да речам, некои норми на квалитет, не го прихваќам. За мене, рецимо, најголем проблем е зашто во ова наша југословенска кинематографија во една релативно мала земја се формираат 22 производни и 22, точно ќе излите, увозни предпријатија. Па онда и самиот од дистрибуција можеше да производи филмови, односно овој што бил производувач да увезува. А сега увезуваат и предпријатија на прикажување, кинематографија од Загреб. Тоа е една анархија. Имате ли вие воопшто преглед во послувањето, во тоа колку дистрибутерите добиваат од филмови? Дали на таа линија не постојат потполно врски? Финансиската страна или така наречена онаа добит која остваруваат дистрибутерите, кинематографите никогаш не можеле да дојдат до тие податци. Меѓутим, со појавата, као што ви го поставите прашањето да и бева 20, па сега се 13 и се формираат и останали дистрибутивни куќи, кои тоа покажува да ипак реализацијата или добитот или така нареченото лесно заработување на пари доаѓа до дистрибутивните куќи. Затоа што во Југославија дистрибутерот се појавува како посредник еден кој врши една трансакција, манипулација со една материја која истата не му се враќа. И тој најмногу заработува. Да.
Predviđa se bruto prihod od 23 milijarde dinara. Znači 23 milijarde dinara se inkasira na blagajnama svih kinematografa u Jugoslaviji. Добро, кој сепак има тука најпривилегирано место во таа подела на тие 23 милијарди? A verovatno u ovom momentu za najmanje teškoća finansijski se bore krupna bioskopska preduzeća u velikim gradovima. Znate. Прикажувачка. Jeste, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Novi Sad. Možda su oni u najpovoljnijem materijalnom položaju. Verovatno posle toga distributeri, proizvodnji je veoma teško govoriti, možemo govoriti samo o dugovima, a najkatastrofalnija je verovatno situacija u malim bioskopima, koji, verujte, i da su povoljni instrumenti, ne bi nikad mogli da budu aktivni, jer oni u toku jedne nedelje, znači u roku od 7 dana, oni rade po 7-8 sati. To za takav rad ne može se nikad obezbediti sredstva, mislim, tolikom količinom rada. Во Македонија денес има над 100 кинематографи. Некои од нив одвајврзуваат крај со крај. А сите се оптеретени со финансиски обврски кон општеството, кон домашниот филм, кон дистрибутерите. Во одржување на киномрежата, ни малку не учествуваат дистрибутерите. А податоците покажуваат дека една дистрибутерска куќа во 1972 година остварила доход од 372 милиони. Просечниот личен доход во таа куќа е над 240.000 стари динари. Општеството од друга страна, како да смета дека кино прикажувачите се доволно богати за да можат да ја одржуваат и да ја развиваат киномрежата. Во прометот и прикажувањето на филмовите, изгледа влада е логиката што помалку да се вложи, а што повеќе да се извлече. Наемнината што дистрибутерот ја собира во тек на една година за еден филм како што е, например, Црниот гусар или Платеник, оди и над 30 милиони. Меѓутоа, сега и профитот е загрозен. Годишната бројка гледачи во Југославија за последниве 4 години се намали од 130 милиони на 80 милиони годишно. Политиката на извлекување профит го наголеми увозот на филмови до 310 филмови годишно, меѓутоа гледачите изгледа немаат слух за ова. Таа маса од филмови во филмскиот репертоар ја афирмира ефемерноста, ни оневозможи контакт со значајни филмски остварувања, па и со цели кинематографии, како што е онаа од револуционерната Јужна Латинска Америка, го деградира вкусот на публиката, а публиката ја сведе на малолетници. Ве молам, како ги купувате филмовите? Филмовите ние обично во годината 2-3 пати одиме во Скопје или во други места, обично во Охрид или во Будва, Белград и други места, одиме, склучуваме договор со дистрибутерите. И на тој начин, на еден, може да се каже така, на начин кој што чисто се пазариме за филмовите. Дали можеш нешто да ни кажеш во однос на културата на оние што го прикажуваат филмот, што се грижат за пласманот на филмот, воопшто нешто околу системот на дистрибуцијата? Тоа е еден проблем, мислам, кој што се провлекува, мислам, многу одемна. И не би сакала сега да давам оценки кој, што, како, зошто е се тоа вака. Меѓутоа сметам дека филмот на вистина е поставен во една најдовна ситуација, многу лоша ситуација. Филмот се продава како роба. И на крајот на краиштата и гледачот и така се однесува. Што мислиш по тоа се продава како роба? Едноставно, дистрибутерите кои што ги откупуваат филмовите од странските продуценти, на прикажувачите, на оние кои што живеат од филмот, од прикажувањето на филмови, филмот им го нудат како стока, како она што се нуди во трговските продавници. Знаеш, ова е подобар филм, има доста мртви, има каубојци, има коњи, има убивања. Дали дистрибутерите ви диктираат да покрај тие филмови за кои вие сте заинтересирани, да морате да земете и некои други? Тоа го прават често пати. Заради тоа што некои филми, да речем, не им одат. И сега покрај, така да кажем, добрите филмови и ќе ни протурат нешто и што тоа и на нив им годи. Тоа мислите на оние кои тешко се продаваат, кои не се комерцијални? Да. Ги гледате пред да ги купите? Па нешто гледаме, нешто не. А тие другите што не ги гледате, како ги бирате? И дават каталози, ни пуштуваат на нас и спискови. Читаме нешто од штампа. Да? Ни пуштуваат секој дистрибутивно предпријатие пред уговарање, ни пуштува некои каталози, како што реков, и од нив биреме од искуство. Ние сме, искрено да ви речам, ставени пред свршен чин при одбирањето на годишниот план.
Ова го викам затоа што немаме можност предварително да се запознаеме со фондот на филмови од одредени дистрибутерски куќи, бидејќи тие ни ги нудат филмовите што тие ќе ги откупат, а ние како прикажувачи немаме воопшто никаква можност да интервенираме при составувањето на репертуарот, односно при откупувањето на филмовите. Некој начин ве уценуваат. Па ако така може да се свати тоа, Колка е наемнината за еден филм? Наемнината зависи од квалитетот на филмот. Од 20, под 20 нема сега моментално, па некаде до 50. За кои филмови бараат околу 50.000? Барат некои поквалитетни филми, некои с подобра содржина. Кои, например? Например, кој да ви кажам, каубојската нешто по некој криминал, некој трилери што викат, тие се поскапи филми. Зошто работите само со две куќи? Па ние работиме со две куќи затоа што во дистрибутерски куќи, кои ги има околу 11, не даваат избор на филмови, него целата нивна продукција што ја откупуваат треба да се земе. Рецимо да Зета и Кинема располагаат со 15 до 16 филма. Нас ни треба околу 40 до 42 филма премиерни. Добро, зашто само Зета и Кинема? Па затоа што другите дистрибутори не сакаат на нас да ни дават, затоа што како што гледате, наша е мала сала, барат наемнина голема, фиксна наемнина. Меѓутим во градските кина они плаќаат наемнина на процент према оствареното и имаат поголеми повластици. Значи сметате дека градските кина имаат некаква привилегирана положба? Јесте. Како појаки финансиски? Појаки финансиски, појачко биоскопи. А добро, какви филмови најмногу купувате? Па да ви кажам, ние пред нас ги купуваме сите филмове, се случаје на исток, на источните, затоа што пред нас публиката веќе и не ги гледа. Обично ние како комерцијални филмови ги сметаме каубојските, криминалните филмови и секс филмовите. А кои не се комерцијални? Па некомерцијални се обично тие историските филмови, драми, комедии, така. А добро, какви филмови доминираат во вашиот репертоар? Во нашиот репертоар во последните 2 години доминираат претежно комерцијални филмови. Ние сме воljни да откупиме и филмови екранизирани, познати литературни дела и така натака, меѓутоа бројот на посетителите на таквите филмови е катастрофално мал. Само за илустрација да ви наведам, минатата година ние го прикажувавме филмот Ана Каринина и по интервенција и на училишните власти едвам ја наполнивме салата за една кинопредстава. Меѓутоа, додека да заврши филмот, салата остана потполно празна. До сега најголем приход сме имале ние од најголемите филми, речено Доктор Живаго, Рајнова ќерка и така. А потоа доаѓа тоа Макарони вестерн. Макарони вестерн, така наречени, да. Добро, кажете ми, на кои филмови најмногу губите? Најмногу баш на оние филмови кои се наградени, кои се на фестивал, исто така беа. Лани, Бога ми, изгубивме на едно 7-8 филма така, значи ги платим, па моравме после да ги вадиме на овие вестерни, да се покрие. Колку гледачи просечно имате во салата? Тоа зависи од годишното време, исто така. Некој пат, обично да речеме во зимните времења, во јануар месец и февруари месец, поготово кога учениците се веќе на распус, тога имаме доста добра, мислам, посета. Е ли некогаш полно до крај? Тоа не се е случило никој пат. А што друго ви ги одзема гледачите? Гледачите наши обично ги одзема и телевизијата тука влијае, после влијаат и музиката ресторанска, мислам тука која што е непосредно до нас. Па еве и некои други работи што е обично последно време ни ги лоцираат тука едни под призма на тоа дека еве тука ќе се занимаваат и децата со тоа што ќе
посетуваат разни рингишпили и не знам други игри на среќа, тоа во многу на нас ни ометаше. Што е она што се вика, што е поголемиот дел од вашата публика? Кои си тие гледачи? Тоа се претежно млади свет. Ние во последните години ретко имаме повозрасни свет како кино посетители. Nešto što je veoma interesantno i nešto što obavezuje sve nas koji radimo na filmu. Baš taj podatak da od 100 gledalaca, 80 gledalaca su ljudi ispod 25 godina. Znači u pitanju je mlad čovek, vaspitanje mladog čoveka. Znači ta obaveza filma, ta odgovornost filma je veoma značajna i zbog toga i naši razgovori oko poboljšanja repertoara uveženog filma su veoma, da kažem, odgovorni. На што се должи тоа? Зошто нема, например, она што се вика културни просветни работници и така натаму? По моје мислење, главната пречка за ова е тоа што условите под кои што ги прикажуваме филмовите, самата обстановка не им нуди на повозрасните гледачи она што им го нуди телевизијата. Кога последен пат ви се доделени било какви финанси за како дотација, како помош? За кинематографска дејност ние не добиваме ништо од општинското собрание, затоа што се смета дека киното само може да ги покрива своите расходи што се потребни за откуп на филмови и прикажување на филмови. Mi ne možemo očekivati gledalca u kinematografu koji najneophodnije, najminimalnije uslove za održavanje predstave nema. Nažalost, naša kinematografska mreža je veoma zapuštena. Ni najminimalniji uslovi projekcije, sedenja, gledanja, ulaza i izlaza nisu obezbeđeni. Ве молам, што би морало општеството да стори, какви обврски би морало да има спрема вас, за да можете да ја вршите функцијата на домови на култура? Ние сме оптеретени со давачките. Например, за унапредување на југословенскиот филм даваме 25% од купната маса на приходите наши. 5% даваме за југословенскиот Црвен крст и како и општинскиот данок на промет од продадени билети. Така да ние, например, во 1972 година по завршна сметка сме дали околу 16 милиона динара за југословенскиот филм. Во денешнава ситуација испаѓа дека аматеризмот, тие самодејности, значи она што е културна ваша функција, живее од италијанските вестерни. Да, Значи, тачно е тоа. Вестерни, тачно, културата е храна. Благодарам. Das ist das einzig Unangenehme. The madman dreamed of global conquest, and a world was awakened by a nightmare. The Mosquito Squadron. The Mosquito Squadron was a dangerous threat, and the Nazis did their damnedest to exterminate them all. Come in. It's enough for two. After you. I didn't want a different life. The big problem, drugs. The big truth, kill. Roman Gary, prize-winning author and diplomat, isn't afraid to tell the whole story in Kill. Speak up! What are these lights? Answer my question! What is this nightmare?
aventure